Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Продолжуваме со експресното носење на законите, кои по дефиниција се од стратешко значење и во моментов говориме за предлог за Законот за измена и дополнување на Законот за урбанистичко планирање. Овој закон, почитувана македонска јавност, се носи со една цел – укинување на се што било важечко досега, и тоа се прави во име на најголемиот артан, а за сметка на најмалиот, обичниот народ. Со измените предвидени во овој закон, градбата на коридорите ќе почне, но попатно во текот на градењето ќе се јават големи проблеми, затоа што власта ги скока сите процедури предвидени со досегашните закони. Цената на проблемите кои ќе се јават, ќе мора да ја плаќаат општините, сите институции и, што е најстрашно, народот од искинатиот си џеп. Да, со предлог Законот за измена и дополнување на Законот за урбанистичко планирање се прават измени и дополнувања кои се однесуваат на процедурите за креирање, донесување и реализација на урбанистички проекти за објекти од стратешки интерес во кои спаѓаат државните патишта, железнички пруги, магистрални гасоводи, како и други градби од јавен интерес кои се реализираат како стратешки инвестициони проекти или проекти од стратешко национално значење утврдени со закон, но тоа никако не ви дава за право под превезот на стратешки интерес да го суспендирате македонското право и да не почитувате цела низа на законски одредби за градење. Тоа не ви дава за право да ја загрозувате евроинтеграцијата на Македонија, свесно злоупотребувајќи го европското знаменце за да правите криминал и да гласате закони кои се противуставни. Народот го гледа сето ова. Амбасадите на земјите членки на Европската Унија во Македонија и Европската комисија гледаат како секојдневно го оцрнувате процесот кој има за цел хармонизација на нашето законодавство со законодавството на Европската Унија. А замислете, овој проект е единствен проект во кој нема да важи одобрението за градење. Со овој проект поништувате закон и тоа со ЕУ знаменце. Па еве кажете ми, барем една друга европска земја која поништила закон за градење или закон за урбанистичко планирање? Нема таква. Или наведете ми барем еден поранешен министер за транспорт и врски, еве тука ви се и колегата Љупчо Балковски и колегата Владо Мисајловски, прашајте ги колеги, зошто никој од нив досега не одлучил на ваков начин да ги суспендира законските решенија? Затоа што се грижеле средствата да се транспарентно потрошени, се грижеле за запазување на процедурите и имале одговорност пред себе си, пред народот, пред државата. Да, треба да се гради, но треба да се гради со законски решенија кои ќе спречат криминал и безредие, а вие го правите токму спротивното. Вие, со вака креирани закони кои значат беззаконие, стимулирате неправда и поттикнувате урбанистичко безредие. Како сегашниот министер потпишал празна табела, само тој си знае. Ако знае, имајќи предвид дека потпишал на невидено, тешко дека знае. И имајќи предвид дека дозволил друг да му го координира проектот на министерството со кое тој по дефиниција министерува, ние овде веќе не гледаме министер, туку домазет во куќата на груби во кој цела влада е подстанар. Ги кршите сите процедури и го загрозувате уставниот поредок. Кој ќе ја сноси одговорноста за сите постапки за урбанизам и за одобрение за градба, во кои се содржани сите фази потребни за добивање одобрение за градење, за безбедноста, тука се и главните работи и процедури кои мора да ги има еден проект, а кои вие со овој закон ги поништувате. Кој ќе ја сноси одговорноста ако не дај Боже се случи било каква несреќа? За жал, сакајќи да го сокриете криминалот, ја заразивте и компанијата која се сомневам дека знае со кого си има работа. Колку средства дополнително ќе се одлијат и дополнително ќе го оптеретат буџетот, не знаеме, не е предвидено, затоа што овде само провизиите се предвидени. Уставен суд укина член кого цело време го премолчувате. Надзорот кој има клучна улога во проектот, видовме кој и каква фирма ќе го прави. Не бараме многу, колеги. Немаме ништо против деловните тајни на изведувачот и не бараме детали. Но не за нас, за народот бараме отчетност. Многу ли е што сме заинтересирани за цената?
Не заслужуваме ли да знаеме како дојдовте до цела од 1,3 милиарди? Бараме динамика за изградба, динамика на плаќање, рок на изградба, колку македонски фирми и македонски работници ќе бидат ангажирани. Бараме екостандарди, бараме да се заштити културното наследство. Имаме право да ги знаеме условите под кои би се прекинал договорот. Зошто сето ова се тајни? Затоа што ова е лошо решение со урбанистички проект кој представува најниско ниво на планирање и со кој се гради сокаче, вие сте наумиле со него да градите автопатишта. Каде е трасата? Разбравме, етапно ќе одела трасата. И сега сите институции ќе мора во рок од 7 дена да достават точни податоци за се што ќе се најде на трасата пред да се изработи урбанистичкиот проект, а никој не знае каде ќе биде трасата. Како ќе се снајдат институциите? Па светот ни се смее, колеги, наликуваме на онаа познатата од К-15. Проектов треба да биде точен збир на неточни податоци. И што со сите овие неточни податоци? Кој ќе мора да плати за тоа што нема да може за 7 дена точно да информира што има на трасата? Штетата нема да ја плати изведувачот, туку секоја институција која реално и ги нема потребниве податоци. Затоа, колеги, тврдам дека нетранспарентен процес во носењето и именувањето на закони од значење за државата предизвикува недоверба во власта и институциите. Целиот договор ви е нагаѓање, затоа што и во текот на комисиската расправа од страна на таму присутниот и овде присутниот заменик министер не слушнавме конкретен одговор на прашањето што го поставивме сите колеги од опозицијата, бидејќи дискутанти од страна на колегите од власта нема, а кое гласи дали заменик министерот, па и министерот го виделе договорот. И не ние, колеги, граѓаните заслужуваат анализа и отчет во законодавната пракса со цел зачувување на владењето на правото. Што се однесува до дополнувањата и измените во Законот за урбанистичко планирање, јас очекував да се дебатира за последиците кои би произлегле од овие законски измени и дополнувања кои ги правите надвор од секоја правна логика. Јас сум убедена дека ваков пример на уништување на националното законодавство не постои во ниту една друга правна држава. Наместо договорот да се заснова на домашното законодавство, кое секако дека е во заштита на основните интереси на сите субјекти кои се засегнати со законите, вие процесот го водите наопаку. Еве одговорете ми, дали имаме уредна документација? Немаме. Во земја како Македонија, која е рангирана како најсиромашна, склучувате договор за најскап автопат, најскап во регионот и тоа го правите без проект, без траса, без градежни дозволи. Очекував, барем колешката која што се чука во гради за зеленилото Маја Морачанин, брза збор да се јави и бар да праша што ќе се гради, како ќе изгледа, каде ќе води, низ кои приватни имоти ќе помине трасата, колку шуми ќе се уништат, дали може би изградбата на коридорите ќе ги реши проблемите со животната средина, дали е во ред да се експлоатираат минерални суровини од македонската земја, кој каде сака и да вади од неа што сака, а дозвола за тоа да добива во експресна процедура од само 14 дена. Но за жал не се јави за збор, но кворум на власта си и направи. Тоа е страшното лицемерие, кое не знам дали ви е свесно или наметнато. Затоа сме тука, да ве вразумиме и по не знам кој пат да ве натераме да се преиспитате за ова што го правите и начинот на кој што го правите ова. Не можете и не смеете правото да го штитите со неправо. Она што после се може да се заклучи е дека најважно од целава приказна, која што е наречена коридори, не е дали ќе се изградат коридорите, туку најважни ви се сумите кои што ќе се ги поделите. Ви благодарам. Реплика Бајрам Кадрија.